Градоначалникот Зоран Дамјановски и општина Куманово продолжуваат да се кријат и да молчат за огромниот скандал со превоз на ученици. Молчат затоа што не може да се оправда основаниот сомнеж за 652 пати поскапиот превоз кој што го организираат во споредба со било која друга општина во Република Македонија. При тоа погодувате дека ваквиот бизнис го добива фирма блиска до СДСМ. Од општина Куманово, освен неосновано правдање, не видовме никаков конкретен доказ. Од информациите со кои располагаме, постои основан сомнеж дека во општина Куманово се случува невиден грабеж. Почитувани, во општина Куманово постои сомнение дека исплаќала неверојатни суми за превоз на ученици, кои во споредба со општина Битола, која што е под лупа на специјалното јавно обвинителство, изгледаат застрашувачки. Според информациите со кои располагаме и поради кои се сомневаме, се прашуваме зарем за Дамјановски и за СДСМ е нормално една дестинација да биде 1029 пати поскапа во споредба со слична во општина Битола. Ако општина Битола и градоначалникот Владе Талески организира превоз на дестинација Битола-Лавци во должина од 3,2 км и цената поединечно по ученик изнесува 12,18 денари, додека општина Куманово и градоначалникот Зоран Дамјановски организирале превоз на ученици на дестинација Спомен Костурница, основно училиште 11 октомври и обратно во должина од 2,2 км. И цената на ученици поединечно изнесува застрашувачки 12.545 денари. Повторувам, 1029 пати општина Куманово плаќа повеќе поединечно за ученик по километар и тоа на помала дестинација од општина Битола. Или пак за дестинација Битола-Брусник, која во должина од 4,8 км, а просечна цена по ученик изнесува 8,12 денари. А со недомаќинските договори, кои ги исклучил градоначалникот Дамјановски за дестинацијата село Љубодрак, Ново село, Уминдол и обратно во должина од 4,7 км, граѓаните на Куманово плаќаат застрашувачки 2489 денари поединечно по ученик, или 306 пати поскапа цена по ученик по километар. Според овие информации со кои располагаме, општина Куманово во делот на цени за организиран превоз на ученици ги има надминато и Токио, и Њујорк, и Париз заедно. Ова се енормни цени, но за жал, според информациите кои ги поседуваме, се вистините. Овие пари од граѓаните, наместо за инфраструктурни проекти во Куманово, се одлеваат во приватни фирми. Почитувани граѓани, институциите мора да действуваат. Институциите мора да ги испитаат сомнежите. Го повикуваме јавното обвинителство да го испита работењето на општина Куманово и да ги провери сомнежите за криминал во случајот со исплата на огромни суми за превоз на ученици, проследени со прекршување на законот, воведување на други услуги со цел нереално зголемување на цените. Зоран Дамјановски за својата работа мора да одговара и пред граѓаните, но и пред институциите, доколку овие сомнежи се покажат како точни.